Продолжуваме со ново видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн за ниво B1. Во ова видео кое главно ќе учиме за граматика на модалните глаголи, важно е да имате одредена основа која е поврзана со модалните глаголи и со перфект или минато говорно време, бидејќи за нив веќе имаме учено во ниво A1 и A2, но модални глаголи во минато говорно време немаме учено. Поради тоа ќе учиме во B1. А сега да започнеме. Што треба да знаете за полесно да го научите ова видео? Треба да имате основа на модалните глаголи во германскиот јазик и истото видео можете да го најдете во ниво A1. Како и за минато време, поточно, видеото од ниво A1 ни е важно за да повториме за перфект или минато говорно време. Од A2 ниво треба да повторите за модални глаголи во претеритум или во минато пишано време. Имаме две видеа како прв и втор дел. И уште едно предавање е за инфинитив реченици и истото видео можете да го најдете во ниво A2. Тоа предавање има повеќе делови, но вториот дел ни е најважен за ова предавање. Во следните неколку минути ќе видиме зошто ни се важни да ги знаеме основите од овие видеа кои ги гледате на слайдот. Die Modalverben или модални глаголи, како што кажавме, во ова видео учиме за нив. Тие постојат во повеќе времења и тоа in presens или во сегашно време, за тоа учевме во ниво A1, in preteritum или во минато пишано време, и за тоа учевме во ниво A2, а сега во ниво B1 ќе учиме за перфект во минато говорно време и тоа ќе го учиме во ова видео, а во следното предавање ќе учиме за pluscuamperfect или за во предминато време. Како што кажавме, во ова видео учиме за модални глаголи во перфект. А сега да започнеме на кратко да повториме што беа тоа модалните глаголи. Што се тоа Modalverben или модални глаголи? Модални глаголи на број, како што знаеме се 7, се оние со кои изразуваме неколку работи. Например, дозвола или забрана, например, смее или не смее. Способност, може, знае, не може или не знае. Одредена намера, например, треба или мора, или не треба, не мора. И некоја желба, например, сака, обожава или не сака, не обожава. Како се конјугираат модалните глаголи? Знаеме дека еднината е секогаш целата неправилна, а множината е секогаш целата правилна. Исто така треба да внимаваме на умлаутот при конјугирање на глаголот, бидејќи во одредени модални глаголи, кога ќе ги конјугираме, може умлаутот да се изгуби. Ова подетално можете да го повторите во предавањето за модални глаголи во германскиот јазик од ниво A1. Потаму да ги наброиме кои беа модалните глаголи, без нивно конјугирање, за да не губиме време, но сепак во табелите ќе ја имаме нивната конјугација за да ја повторите накратко. Прв е глаголот dürfen или смее, sollen треба, müssen мора, wollen сака, möchten сака или би сакал, mögen обожава и седмиот глагол können може, знае или умее. Одиме понатаму со повторување за перфект или минато говорно време, а после тоа ќе ги споиме модални глаголи со перфект, односно главниот дел од ова предавање.
Како што знаеме, во германскиот јазик постојат 6 времиња, и тоа презенс или сегашно, перфект, минато говорно време, плюс претеритум или имперфект, минато пишано време, плускуамперфект, предминато време или минато свршено време во некои литератури, и постојат футура 1 und 2, односно две идни времиња. Во ова предавање ни е важно за перфект. Да знаеме кога се користи перфект и која е разликата од претеритум. Накратко кажано, перфект користиме при секојдневен говор или диалог, а претеритум ќе користиме кога раскажуваме или пишуваме нешто, например вести, книги, весници, раскажување на приказна и така натаму. Сега како ќе формираме класична реченица во перфект во сегашно време. Во сегашно време, односно во минато говорно време. Се формира со помош на помошен и главен глагол. Помошниот глагол знаеме дека зависи од тоа дали главниот глагол ќе ни биде глагол кој покажува движење или не. Според тоа, помошниот глагол ќе ни биде sein или haben. Главниот глагол ни е зависно од тоа дали е правилен или неправилен, и ова е важно за конјугирањето. Значи, знаеме дека перфект или минато говорно време се формира со помош на помошен глагол, конјугиран во сегашно време, и тоа sein или haben, плюс главен глагол кој ќе ни биде секогаш во партицип 2 форма, и тоа е секогаш различен глагол. А неговата партицип 2 форма ќе ни е различна според тоа дали е правилен или неправилен. Да видиме една реченица во перфект. Ich habe Deutsch gesprochen, јас имам германски зборувано. Значи во овој случај имаме глагол haben како помошен и глагол gesprochen во партицип 2 форма, односно глаголот sprechen. Подетално за перфект гледајте го видеото за минато време од А1 ниво. А сега продолжуваме со главниот дел од ова предавање, и тоа за модал вербен имперфект или модални глаголи во минато говорно време. Кликнете subscribe ако ви се допаѓаат видеата за да ни дадете поддршка. Како се формира модална реченица во перфект? Се формира на сличен или на различен начин од класична перфект реченица. Ке видиме што значи тоа. Значи зависи од тоа дали реченицата ќе ни содржи само модален глагол или модален плюс главен глагол. Значи важно е колку глаголи на број содржи реченицата. Во секој случај мора да содржи барем модален глагол. Во овие табели ќе видиме две модални реченици во перфект, во едниот случај без главен глагол, а во другиот случај со главен глагол. Ich habe in der höhere Schule gemusst. Јас морав во виша школа. Ich habe viel lernen müssen. Јас морав многу да учам. Гледате дека во двата случаеви, односно во двете реченици, го имаме глаголот müssen, кој ни е модален глагол, но различно се конјугира. Зошто е тоа така, ќе видиме во следните неколку минути. Перфект модал ZC ohne Vorverb. Перфект модални реченици без главен глагол. Ова е првиот тип на перфект модални реченици. Како се формира модална реченица без главен глагол во перфект? Слично на класичната перфект реченица која не би содржала модален глагол. Во класичната реченица помошен глагол би било sein или haben, како што кажавме, зависно од тоа дали главниот глагол е во движење или не. Но во модалната секогаш ќе ни биде haben, бидејќи главниот глагол
кој ќе ни биде во овај случај модалниот, е глагол кој не покажува движење, бидејќи ниту еден од модалните 7 глаголи не покажува движење. Поради тоа, автоматски помошен ни е haben. Значи, во оваа реченица, бидејќи немаме главен глагол, туку имаме само помошен и модален, модалниот глагол ќе има улога на главен глагол. Како главен глагол ќе користиме модален глагол кој ќе треба да го конјугираме во партицип 2. За партицип 2 исто така имаме видео снимено до сега. Значи, класично перфект минато говорно време се формира со помошен глагол во презенс, sein или haben, плюс главен глагол во партицип 2. Но модален перфект без главен глагол се формира малку поразлично, значи помошен глагол во сегашно време, sein или haben, ни е напишано само за споредба дека имаме голема сличност, инаку знаете дека само haben ќе ни биде помошен глагол, плюс главен глагол во партицип 2 форма и овој главен глагол, како што кажавме, ни е уствари еден од модалните глаголи. Ке видиме пример и ке стани појасно. Каква е формата на модалните глаголи во партицип 2 форма? Да видиме разлика од класични. Глаголот müssen, gemusst, können, gekonnt, dürfen, gedurft, sollen, gesollt, wollen, gewollt, глаголот mögen како gemocht и глаголот möchten нема партицип 2 форма, бидејќи знаете дека глаголот möchten е уствари дел на глаголот mögen во конјунктив 2. Гледате дека сите од модалните глаголи кои ќе ни се конјугираат во партицип 2 го губаат нивниот умлаут. Од натаму да прочитаме некои примери за модални реченици во перфект без главен глагол. Perfekt Modalsatz ohne Vollverb. Ich habe im Deutschkurs gemocht. Јас обожавав на курс по германски. Втор пример, wir haben das nicht gemusst. Ние не го моравме ова. Ihr habt kein Deutsch gekonnt. Вие немавте германски знаено. И последен пример, Anna hat einen neuen Computer gewollt. Ана имаше нов компјутер сакано. Забележувате ли дека во сите овие реченици, кои се перфект модални реченици, имаме помошен глагол кој ни е haben, го конјугираме зависно од субјектот, односно во различно дали е еднина или множина или кое лице се работи. И на крај на реченицата во партицип 2 ни стои некој од модалните глаголи, обележан со лилава боја. Ова е полесниот начин на перфект модални реченици, односно без главен глагол. А сега да учиме за вториот и последниот дел од перфект модалните реченици, односно типови на реченици со главен глагол. Како се формира модална реченица со главен глагол во перфект? Слично на класичната модална реченица, која ќе ни содржи и модален и главен глагол, во овој случај веќе знаеме дека тоа се речениците на инфинитив ohne zu, односно инфинитив реченици без zu. Но единствена разлика е што ќе користиме двоен инфинитив. Ако ја знаете основата на инфинитив ZC ohne zu, многу лесно ќе го научите и ова. Како помошен глагол кажавме дека ќе се користи haben. Во класична реченица модалниот глагол ќе ни биде конјугиран
Но во перфект реченица, модалниот глагол ќе ни биде во инфинитив форма и ќе ни стои на крај на реченицата. Сега, бидејќи имаме и трет глагол, како главен глагол користиме уште еден глагол, кој исто така ќе ни биде во инфинитив форма. Значи, помошен глагол ни е глаголот haben, конјугиран во сегашно време, а останатите два глаголи ни се модалниот и главниот глагол, кои двата ќе ни бидат во инфинитив. Во горниот дел ќе повториме за модално сегашно време, односно модални реченици во сегашно време со главен глагол. Тие се формираат со помошен глагол во сегашно време или модален глагол плюс главен глагол во инфинитив, секогаш различен глагол. Но модални реченици во перфект со главен глагол ќе ни бидат формирани на следниот начин: помошен глагол во презенс, sein или haben, односно, ова е само за споредба, секогаш го имаме помошен глагол haben, плюс главен глагол во инфинитив форма, кој е секогаш различен глагол, плюс модален глагол во инфинитив форма, кој ќе ни стои на крајот на реченицата. Во горниот дел, каде што опишуваме за модален презенс, имаме мала грешка, имаме напишано минато говорно време, односно во тоа се работи за модални реченици во сегашно време. Да не ве буни. Од левата страна во табелата ќе опишиме реченица во сегашно време, модална реченица со главен глагол, а од десната страна перфект модална реченица со главен глагол. Да ја видиме разликата. Ich muss am Freitag arbeiten. Јас морам во петок да работам. Овде гледате дека имаме модален глагол кој ни е конјугиран, во случајов глаголот müssen, конјугиран во прво лице еднина, и на крај глаголот arbeiten кој ни стои во инфинитив како главен глагол. Но во перфект имаме мала разлика: Ich habe am Freitag arbeiten müssen. Јас морав во петок да работам. Значи во овај случај го имаме глаголот haben како помошен глагол конјугиран и глаголот arbeiten како главен глагол и на крај глаголот müssen како модален глагол. Овие два глаголи ни се во инфинитив форма. Па многу лесно се формира ваква реченица, само да внимавате на тоа дека модалниот глагол мора да стои на крајот на реченицата, а пред него е главниот глагол. Ке имаме уште една варијација, но лесно се учи какви варијации постојат во формирањето на модална реченица со главен глагол во перфект. Модалниот глагол може наместо во инфинитив да ни биде во партицип zwei форма, и ова најчесто се користи при говорен јазик. И двата случаеви ќе ни бидат точни, но при говорен јазик почесто ќе ја формираме и користиме оваа варијација. Значи модален перфект со главен глагол тип 1 веќе го опишавме на минатиот слайд. За споредба модален перфект со главен глагол тип 2, да ја видиме разликата. Се уште имаме помошен глагол во презенс и тоа глаголот haben, кажавме зошто е само haben, плюс главниот глагол во инфинитив форма ни е истото правило како претходно, и на крај имаме модален глагол кој овај пат нема да ни биде во инфинитив форма, туку ќе ни биде во партицип zwei. Значи модален перфект со главен глагол тип 2 ни е некоја комбинација на модален перфект со главен глагол тип 1 и модален перфект без главен глагол. Еве кај е главната разлика. Да видиме по една реченица за да ја споредиме. Ich habe am Freitag arbeiten müssen. Јас морав во петок да работам. Ich habe am Freitag arbeiten gemusst. Јас морав во петок да работам.
Значи тип 2, како што кажавме, почесто ќе го користиме во говорен јазик, иако двата типови ни се точни. Кој било да го користиме, нема да сгрешиме. Тоа беше за модалните глаголи во перфект, а сега за крај да прочитаме некои примери за да ви стани појасно. Du magst Cola nicht, ти не обожаваш Кока-кола. Оваа реченица, ако ја направиме во перфект, би била Du hast Cola nicht gemocht. Ти немаше Кока-кола сакано. Овде немаме главен глагол. Ема muss zum Arzt, Ема мора на доктор. Ова е во сегашно време модална реченица. Ќе ја направиме во минато како Ема hat zum Arzt gemusst. Ема мораше на доктор. Следен пример. Wir haben Frühstück machen müssen. Ние појадок да правиме моравме. Овде имаме и главен глагол. Ich habe mit jemandem streiten wollen. Јас имав сакано со некој да се расправам. Во овај слайд ќе направиме споредба меѓу перфект во говорен случај и перфект во пишан случај. Am Feiertag muss ich lernen. На празник морам јас да учам. Ова ни е во сегашно време. Am Feiertag habe ich lernen müssen. На празник јас да учам морав. И am Feiertag habe ich lernen gemusst. На празник јас да учам морав. Гледате која е разликата, односно во модалниот глагол, во едниот случај инфинитив, а во другиот случај партицип 2. Следен пример на сличен начин ich möchte nach Rumänien fahren. Јас би сакал кон... Сме напишале Германија, но зборуваме за Романија да возам. Ich habe nach Rumänien fahren wollen. Јас имав сакано кон Романија да возам. И ich habe nach Rumänien fahren gewollt. Јас имав сакано кон Романија да возам. Средната и долната реченица го имаат истото значење во перфект. И за крај неколку вежби за да проверите дали сте научиле нешто. Реченицата ich darf nichts mehr davon. Јас не смеам ништо повеќе од тоа. Е во презенс или сегашно време, обидете се да ја направите како модална во перфект. Ich habe nichts mehr davon gedurft. Јас не смеев ништо повеќе од тоа. Следен пример, mein Bruder kann gut Deutsch sprechen. Мојот брат умее добро германски да зборува. Ова е модална реченица во сегашно време. Направете ја во перфект. Mein Bruder hat gut Deutsch sprechen können. Мојот брат имаше добро германски да зборува умеено. Следна реченица, meine Tante soll im Winter nach Italien reisen. Мојата тетка треба во зима кон Италија да патува. Meine Tante hat im Winter nach Italien reisen sollen. Мојата тетка во зима кон Италија да патува требаше. И последна вежба за ова видео, ich will jetzt ein Problem lösen. Јас сакам сега еден проблем да решам. Ich habe gestern ein Problem lösen wollen. Јас имав сакано вчера еден проблем да го решам. Се надеваме дека ви е јасно ова видео.
Бидете сигурни дека сте го научиле добро, бидејќи во следното предавање ќе учиме за модални реченици во предминато време или за pluscuamperfect. Следете не на YouTube и на Instagram и се разбира кликнете лайк ако ви се допадна видеото. Се гледаме во следното видео.